Што кога првиот состанок нема да оди како што сакате? Предупредувачки знакови за едниот партнер кои не треба да ги игнорирате. Одењето на прв состанок е секогаш стресно. Размислувајќи што ќе облечете, каде ќе излезете и каков впечаток ќе оставите, веројатно сте загрижени каква личност ве чека од другата страна. Токму поради сите овие стравови знаеме колку фрустрирачка може да биде играта на запознавање. Идеално веднаш би сакале да знаеме дали оваа врска оди во добра насока што ни одговара, но за жал тоа не е начинот на кој функционираат состаноците. За да си помогнете да ги отфрлите сонежите за тоа колку сте компатибилни со потенцијалниот партнер, ви донесуваме листа на знаци на предупредување дека одредена личност сепак не е совршена за вас и дека не треба повеќе да губите време на неа. Неговиот однос кон вас. Обрнете внимание на тоа како потенцијалниот партнер се однесува со вас на првиот состанок. Ако не ги почитува границите на првиот состанок, тоа е знак дека таа личност нема премногу да ги почитува ниту вашите потреби, а чувствата ќе останат игнорирани. Плюс, некој што ги менува плановите во последен момент или не се придржува до договор, и покажува непочитување на почетокот. Се што треба да направите е да се запрашате дали ви треба во животот таква особа. Или премалку или премногу. Екстремите често се голем минус во светот на состаноци. Ако откриете дека вашиот потенцијален партнер се однесува на начин кој не ви одговара, размислете дали сте спремни да се справите со последиците од неговите постапки. Ако некој сподели премногу информации за себе на првиот состанок, тоа може да значи дека личноста емоционално премногу бара и не е научила да се справува со некои од сопствените емоции кои се рефлектираат во врската. И затоа, ако мажот со кој одите на состанок не престане да ги повторува траумите од детството, држете се настрана од него. Без разлика дали личноста со која излегувате споделува срамни приказни за поранешниот партнер или не годува за секојдневни работи. Прекомерната критика може да биде знак дека личноста што седи спротив вас има исклучително контролирачки карактер. Но, од друга страна, ако некое лице екстремно сака да ги задоволи сите, таа личност може да страда од ниска самодоверба. Знаеме дека никој не е совршен, но можете да изберете која од неговите мани сте спремни да ја прифатите пред да договорите друг состанок. Одлуки. Ако вашиот потенцијален нов партнер се бори со планирањето каде ќе одите на следниот состанок или него нагласува дружењето, размислете дали сте спремни да ги преземете уздите во таа врска. Големата неодлучност е еден од главните предупредувачки знаци дека работите не одат во добра насока. Иако може да изгледа дека некој што не ги изразува своите мислења и желби е едноставно и опуштена личност. Тоа всушност значи дека таа личност не е доволно самоуверена што може да се покаже како проблематично подоцна во текот на самата врска. Разговор кој не води никаде. Или што би рекле народски празни муабети. Првиот состанок е најдобрата можност за двајца луѓе да се сретнат. Меѓутоа, ако мажот ја помине цела вечер зборувајќи само за себе, тоа би можело да биде проблематично за вас. Но, од друга страна, ако само ви поставува прашања без да каже ништо за себе, тоа исто така остава погрешен впечаток. Ако се чувствува нервозен, обидете се да водите избалансиран разговор за и двајцата да научите нешто еден за друг. Ако почне да ги избегнува сите ваши прашања, може би крие некои важни детали од вас. Неговата неподготвеност да се отвори може да ве доведе во ситуација да се запрашате дали е во брак или има сериозни финансиски проблеми. Треба да обрнете внимание и на неговиот говор на телото. Изговорите за весничкото однесување како склоноста кон претерана нарачка на алкохолни пијалоци или екстремната грубост. Ако ги идентификувате овие предупредувања на првиот состанок, можете да избегнете драма во врската или големо разочарување во блиска иднина.